Следна тема во студио 1 се најавените реформи во пензискиот систем. Дали граѓаните ќе мора подоцна додат во пензија? Дали идните пензионери ќе мора да ги платат грешките од популистичките мерки со кои се служеа сите влади досега? Што се треба да содржи пензиската реформа, ги прашувам моите гости, универзитетската професорка Јадранка Мршик и Благица Петрески, директор на Financing. Добре дојдовте. Госпоѓо Петреска, ММФ и Светска банка ни препорачуваат итни реформи во пензискиот систем. Една од мерките кои што ни ја препорачуваат е зголемување на старосната граница за пензионирање. ММФ дури ни предвидува дека доколку не спроведеме итни реформи, ќе мора да до 2030 година дефицитот во пензискиот фонд ќе се зголеми двојно од 4,5% од БДП колку што изнесува сега. Владата игра на популистичката карта и вика нема да се зголеми старосната граница за пензионирање. Дали граѓаните ќе треба да стравуваат и што според вас треба најитно да се превземе? Најпрво сметам дека и препораките и на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка за итни реформи се коректни и таквата пензиска реформа треба што поскоро да започне. Во однос на зголемувањето на старосната граница, сметам дека во моментот сега и веднаш тоа не е опција, со оглед на фактот дека поголем дел од населението во Македонија се уште е ангажирано во трудоинтензивните сектори. Меѓутоа исто така и од аспект на подготвеност и на работодавачите и на оние вработени кои многу наскоро треба да стапат во пензија, не е коректно таквото зголемување на границата да настане инстантно и сега. Сепак тоа потенцијално зголемување треба да биде најавено најмалку 5-6 години унапред и тоа зголемување треба да биде постепено. Меѓутоа, со оглед на тоа дека населението старее, ние се повеќе ќе имаме поголем број на пензионери во иднина, но исто така очекуваме дека животниот стандард на живење и условите во кои што населението живее ќе се подобруваат. Ова опција не треба да биде исклучена во целост, така што со една добра подготвеност ние треба да бидеме отворени и спремни дека во следните 5-10 години можеби ќе следуваат реформи во оваа насока. Госпоѓо Мршич, популизам наместо рационални методи користеше претходната влада. Се намали стапката на придонес. Имавме стимулации за работни места, за отварање на нови работни места, со кои што практично странските инвеститори се ослободија од плаќање на придонесите. Пензијата порасна речиси двојно. Сето тоа не беше базирано на некои реални методи, односно на реални пресметки дека фондот може да ги издржи. Што според вас најитно мора да се превземе за да се санира ваквата дупка, односно што би препорачале вие? Значи, сегашниот пензиски систем е контаминиран и токму тие причини и мерки што беа до сега воведувани. И затоа се потребни мерки за тој да се доведе во состојба која што ќе му дозволи да бидат исплатувани адекватни пензии на пензионерите и исто така да се обезбеди долгорочна финансиска стабилност на фондот. Овој систем е реформиран и работи во таква форма, во таква структура, веќе повеќе од скоро 15 години и искуствата од досегашните функционирање на таквиот систем и резултатите од пензискиот систем, како и промените што настана во економскиот систем, треба да бидат основа за преоценување на целите и таргетите на пензискиот систем и врз основа на тоа да се дизајнираат реформите што треба да се направат за да може ваквиот пензиски систем во иднина да исполнува целта. Дали една од мерките е изголемување на старосната граница за пензионирање, односно дали граѓаните треба да стравуваат? Да стравуваат од продолжено работење. Показателите покажуваат дека старењето на населението во Македонија не е главен проблем на пензискиот систем, бидејќи споредено со други земји во окружувањето има поповолна старосна структура населението. Меѓутоа не значи дека тоа не треба да се има во предвид, затоа што
проекциите и прогнозите на Обединетите нации покажуваат дека во иднина забрзано ќе старее населението во Македонија. Значи многу неповолни демографски промени не очекуваат во иднина, некаде проекциите се до 2050 одат и подалеку 2080-2100 година. Значи намалување на учеството на младото население, намалување вкупно на населението, намалување на старото население и сето тоа во политиките кога ќе се усвојуваат треба да се има во предвид. Значи одговорноста кон нивното население, кон нивните пенсии треба да биде присутна кога се дизајнира и се носат одлуки во однос на реформата што сегашната влада треба да ја направи. Дали се загрозени пензиите на идните пензионери? Пензиите се социјална категорија што се гарантирани со Уставот на Република Македонија, значи како обезбедување на социјална сигурност на лицата што веќе не се активни, се во пасивна доба. Значи државата има обврска да исплаќа пензија, меѓутоа прашање е колку таа ќе биде способна да ги исплаќа во онаков износ како што е сега дефиниран износот на пресметка на пензијата. Тука е опасноста, значи дека ќе стане толку голем терет за буџетот, дополнување на средства потребни за исплата на пензијата, што всушност ќе бара можеби интервенции во износот на пензиите, односно нивно намалување. Господи Петровски, Finance Think направи едно истражување во кој препорачува за реформа на пензискиот систем комбинирани методи. Колку вистински верувате во ова истражување, односно во податоците кои ги добивте од сето ова? Така, неодамна, пред околу 2-3 месеци, Finance Think продуцираше едно истражување, чија цел беше да понуди опции за пензиска реформа, меѓутоа исто така и да се пресметат и естимираат ефектите од таквите потенцијални реформи врз невработеноста и врз сиромаштијата, како два клучни развојни индикатори и што би се случило доколку не настане пензиска реформа, какви ќе бидат импликациите, фискалните импликации главно. Она што резултатите го покажаа дека доколку не настане пензиска реформа и доколку се задржиме на постојаното ниво на трошење на пензии со одредена проекција за вработување во иднина и соодветно пензионирање, дефицитот во пензискиот систем и понатаму ќе продолжи да расте во апсолутен износ по 5, 10 и 20 години, дури и под проекција дека невработеноста ќе значајно ќе падне. Тоа значи дека ние дури и да форсираме на страната на зголемување на вработеноста, нема да постигнеме значајни ефекти врз санирање на таа дупка во пензискиот систем, затоа што, како што и претходно дискутиравме, проблемите се настанати и корените доаѓаат од некои други извори и нас ни се потребни мерки во некои други насоки. Ние во нашите сценарија поставивме 3 типа на симулации. Прв тип на симулации каде што мерките на промена на придонесите и на промена на старосната граница би започнале веднаш, меѓутоа би биле поединечни. Односно би зафатиле или само пораст на придонесите или само пораст на старосната граница. Во вторите сценарија подразбираат комбинирани мерки и пораст на старосната граница и пораст на придонесите, меѓутоа многу поблаги промени во однос на првите. Првиот тип на сценарио се со цел товарот да се сподели и помеѓу генерации, меѓутоа и помеѓу генерално тие шокови да бидат многу поиздржани и третата комбинирана реформа подразбира комбинација од овој тип на мерки, меѓутоа да биде постепено. Што значи третата комбинирана реформа? Тоа значи дека пораст на стапката на придонеси од моментално ниво на 18% на 20% веднаш, после 5 години пораст на старосната граница за една година, а дури после 10 години пораст на дополнителен 1% поен на придонесите и дополнителна една година на старосната граница. Верувате ли дека резултатите со оглед дека за овие пресметки се користени ригорозни методи
кои што значат симулации на индивидуални лица, а не се користени агрегатни податоци, самоземени и општа проста симулација. Користени се длабински анализи на индивидуално ниво, каде што за секој едно лице е проектиран еден животен пат, меѓутоа исто така и проектирано е сите оние промени кои на едно лице може да настанат. Тоа значи дека доколку моментално лицето е невработено, ние предпоставуваме и даваме веројатност кој е тоа лице да се вработи и која е платата која тоа лице ќе ја зема. Така што првичниот доказ дека податоците се валидни и резултатите, треба да веруваме на овие резултати, е тоа што репликацијата од моделот со оние реални состојби кои ги имаме во моментот во пензискиот систем и показателите се идентични. Тоа нас ни беше доволен доказ за да бидеме сигурни дека она што понатака ќе го симулираме во следните 5, 10 и 20 години ќе дава некоја реална слика на движење на овие резултати. И резултатите недвосмислено покажаа дека доколку настане на ваква реформа, дефицитот на пензискиот систем може значајно да се намали, со тоа што заштедите во оваа трета опција, трета најповолна реформа би се движеле од 89 милиони евра на годишно ниво во првите 5 години, па се до некои 200 милиони евра во после 20 години, што значи едно долгорочно санирање на пензискиот систем. Тоа значи за колку години, за колку ќе можеме да го санираме дефицитот на пензискиот Ние столб? во овие реформи после 20 години ќе се доведеме, ќе го преполовиме практично од 500 милиони дефицитот. Тука е работено со проценти како процент од бруто домашниот производ, ќе доведеме од моментални некои 3,4 на 1,7% од бруто домашниот производ. Многу е значајно да знаеме дека ваков тип на реформи не може да се случат инстантно, не може да се случат веднаш и таквиот товар не може да го понесе ниту само една политичка партија, ниту само една засегната страна. Мора да постои еден широк консензус помеѓу сите засегнати страни кои што се вклучени во таквата реформа. Вклучително политичките партии, вклучително работодавачите, вклучително и моменталните работници. Затоа тој товар треба да биде целосно споделен, треба да биде постепен, се со цел ефектите врз оние развојни индикатори што се невработеност и сиромаштија да не бидат негативни, туку да можеме што е можно на поедноставен начин да ги издржиме овие релативни шокови. Господјо Мршик, работевте и на креирањето на вториот столб. Дали има недостатоци во целата таа реформа претходно направена? Дали сметате дека е неопходно нешто да се превземе и во овој дел и дали фактички се загрозени пензиите и од вториот столб? Реформата на пензискиот систем е направена заради очекуваните демографски промени кои од почетокот на овој век се значи ништо невидено до сега и неочекувано и ќе се заострува во идниот период. Значи со реформата всушност се преземаа мерки да се прилагоди до тогашниот систем базиран на тековно финансирање, да може да остане финансиски одржлив на подолг период преку комбинација на повеќе системи, односно повеќе извори на пензии. Значи додавање на вториот столб и на третиот столб. Меѓутоа со промените што настанаа во меѓувреме, особено со намалување на стапката на пензиски придонес, таа влијае и на висината на пензијата што ќе биде остварувана од вториот столб, затоа што помалку пари се уплаќаат на личните сметки на членовите на вториот столб. Например, истражувањата покажуваат податок дека најмалку 10% се потребни да се уплатуваат во вториот столб за да може да се обезбеди адекватна пензија од тој дел и од вториот столб, а кај нас нели 6% е уплатата сега. Значи ќе влијае и на намалување и на вториот столб. Третиот столб, во кој што се веруваше многу дека ќе биде дополнување на всушност обезбедување на адекватна пензија за идните пензионери, има незначително ограничено значење и не очекуваме дека во иднина тоа ќе се смени значително.
Истражувањата што ги правевме за да споредиме како ќе биде износот на пензијата од вториот, од двостолбниот систем, значи членовите што се и во првиот и во вториот столб, споредени со условно кажано пензијата од првиот столб, доколку има можност нели да продолжи само членување во првиот столб, покажаа дека за просечна плата пензиите на 30 години, на оние што ќе остварат 30 години стаж е помала, споредена со оној што условно би можел да остане во првиот столб, додека на оние што би оствариле 40 години на стаж би била блиску, иако пониска повторно од оние што би останале во првиот, би можеле да останат, условно кажано, во првиот столб. И што е уште по загрижувачки, дека пензиите на жените ќе бидат пониски од оние на мажите. Затоа што жените, заради пократкиот период на акумулација и подолгото живење на жените, и тој родов аспект што влијае на висината на пензијата воопшто не е земен во предвид во износот на пензијата. Значи, кога зборуваме за состојбата во пензискиот систем, тоа е многу комплексно прашање, затоа што не е само економијата, тука и ја спомнавме демографијата, меѓутоа и пазарот на трудот исто така. Стапката на фертилитет како демографска категорија, големата стапка на невработеност на младите, емиграцијата. Секој пети млад високообразован македонец ја напуштил земјата во последните 10 години. Значи ние остануваме без работна сила, без високообразована или со недостаток на високообразована работна сила. Значи сите тие елементи треба да се имаат во предвид. Потоа промените што настануваат на пазарот на труд. Ако порано мојата генерација или уште повеќе генерацијата пред мене можеле да рачунаат на тоа дека во континуитет ќе обезбедат 40 години работен стаж, тоа сега веќе не е случај. Значи, прво заради високата стапка на невработеност и одложеното започнување нели на работа, да се вработи некој, потоа заради појавата на голем број на нетипични работи, работа од дома, работа на скратено време, самовработување, сите тие значи придонесуваат да се намалуваат уплатата на придонеси во пензискиот фонд и придонесуваат за намалување на приходите во обиум. Значи, дали ова покажува дека оние актуарски извештаи на фондот за пензиско кои ги работеа до 2014 кои покажуваа многу црни сценарии, дека до 2050 година ќе имаме над 500.000 пензионери, дека стапката по која се пресметува придонесот од 80% ќе падне на 40%, односно дали ова се уште поцрни сценарија се што овие проекции како што ги покажувате дека состојбата може да биде уште полоша од таа која што е предвидел фондот во 2014 година. Значи вакви проекции се неопходни во текот на функционирање на системот, затоа што проекциите се правени значи 2000-та пред 2000-та година и на тие проекции и очекувања и демографски и економски се базирани и структурата, поставеноста на реформираниот пензиски систем, бидејќи во меѓувреме голем број од тие претпоставки се изменија, значи потребно е да се испита сега каде е, какви се резултатите, што сакаме да постигнеме во иднина и според тоа да се направат соодветни реформи. Значи ова не е за плашење, туку е само основа за мотив за да се изврши соодветна длабинска реформа на веќе реформираниот пензиски систем. Впрочем, тоа не е ништо страшно, затоа што и земјите од Јужна Америка, каде што почна реформата на пензиските системи на ваков начин, значи со поставување на повеќе столбови во рамки на пензискиот систем, направија до сега веќе неколку реформи на нивните пензиски системи. Значи тоа е очекувано и потребно. Дали доколку не се превземат сериозни, а не популистички реформи на пензискиот систем, само за да се задоволи на гласачко тело од околу 300.000 пензионери, како што се правеше досега, дали е можно ПИУМ да биде фактор на макроекономска дестабилизација на земјава?
сите реформи се болни и тоа значи дека треба да има откажувања на одредени категории. Дали, например, еве сега кога се дискутираше дека е потребно итно и брзо зголемување на пензискиот придонес, затоа што тој беше еден од главните фактори што доведе до оваа ситуација, затоа што македонскиот пензиски систем е целосно подпрен на финансирање по основ на пензиски придонеси. И нормално дека намалувањето на стапката влијае директно и остро. Слушнавме реакции од работодавачите кои се негативни во однос на таквата иницијатива и сигурно дека нема да се сложат со враќање. Всушност, тоа не е зголемување, тука е враќање на една поранешна состојба што веќе ја имавме. За крај, најчесто за експертите важи оној разговор дека обично знаат само да солат памет, доколку вие наместо нова столче стега, се најдете во позицијата, креирате политика, што најитно во моментов ќе превземите за да не дојде до пукање на тој пензиски балон? Долку креаторна политика. Тешко прашањето, меѓутоа веројатно многу посериозно би размислила за една структурна реформа, доколку гледаме на и на среден и на долг рок, доколку сакаме да имаме еден развоен буџет, каде што во тој буџет ние ќе имаме повеќе средства да издвоиме за некои клучни столбови, како што се образование, како што се здравство, па дури и социјална политика, кои што на среден и на долг рок ќе обезбедат многу поквалитетен живот, многу подобри услови за живење. Сметам дека пензиската реформа и пензискиот систем треба и како веднаш да се реформира, се со цел тие средства кои одат кон пополнување на дупката на пензискиот систем да бидат пренасочени кон некои други многу погорливи проблеми кои што се во моментот, а од друга страна на среден рок да обезбедиме една самостојна одржливост на пензискиот систем, така што и покрај тоа што тоа се болни прашања. Кои три мерки би ги превзела? Зголемување на придонесот, старосна граница, што? Најпрво не би се воведувале дополнителни мерки кои дополнително ќе го оптоварат фондот на ПИОМ, како што е зголемување на одредени поволности, воведување на дополнителни мерки кои ќе паднат директно на фондот на ПИОМ, избегнување на секаков тип на несоодветни зголемување и на пензии, меѓутоа исто така и поставување на стратегија за реформа во следните 5, 10, 15 години, која што ќе подразбира враќање на зголемување на стапката на придонеси и предвидување соодветно на границата за пензионирање, меѓутоа тек после 5 или 10 години, водејќи сметка за она население кое работи во трудоинтензивните дејности, така што може би во првите почетни години да се даде некоја доброволност и да се дадат стимулативни мерки за лицата подоцна да одат во пензија, а кога ќе идентификуваме дека ние секторски сме се реструктурирале или сме на ниво да може да го издржиме дополнителна година на пензионирање кај оние сектори кои се потрудоинтензивни да се воведат соодветни мерки и тука. Господи Маршич, истото прашање за вас, доколку сте креаторна политика, што би креирале во моментов, најитно? Волшебно стапче не постои, за да се реши прашањето. Потребни се мерки на краток рок и мерки на среден рок. Значи мерки што веднаш може да се преземат, меѓутоа и мерки што во континуитет треба да се вградени во политиките на владата. Ние сега зборуваме за одржливост на пензискиот систем и како и дали се плашиме дали ќе биде во состојба да исплаќа пензии. Меѓутоа по самата дефиниција пензискиот систем треба да обезбеди адекватна пензија, значи пристојни приходи за оние што ќе заминат во пензија, при тоа да не се наруши неговата финансиска одржливост на среден рок. Така што кои мерки би ги превзела? Кои мерки веројатно зголемување на стапката на придонес, потоа мерки исто така што се поврзани со намалување на сивата економија и мерки што би придонеле за поголема уплаќање на придонеси, односно зголемување на приходите на ПИОМ,
бидејќи знаеме дека и голем број на фирми не уплаќаат придонеси на целиот износ на платата, односно декларираат пониски Дали тоа ќе плати. биде доволно или треба уште мерки? Од страната на приходите тоа би било главно, се разбира, комбинирано со зголемен економски раст, зголемување на вработеност, бидејќи во Македонија активната стапка на вработеност е ниска, активна стапка на вработеност на жените е уште пониска, на младите е катастрофална, значи на 5-то место сме по невработеност на младите, значи сите тие се како полиња од каде што произлегуваат можности за зголемување на уплатите во пензискиот систем. А на другата страна, на страната на расходите, исто така е познато, значи да не се вршат адхок зголемување на пензиите, туку во рамки на она што е законско решение и што е пракса во другите земји. Тоа би било главно, меѓутоа, значи во разни области, во разни полиња треба да се преземат системски мерки за да можат ефектите од тие мерки сите заедно да го дадат резултатот за постабилен пензиски систем во иднина. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио, а вие почитувани останете со нас, следуваат интересни содржини.